Со грант од 70.497 евра ќе се реновира подрачното основно училиште Свети Кирил и Методи во село Горни Подлог, Очанско, кој беше погодено од поплавите во февруари минатата година. Овој грант е одобрен преку програмата Грант помош за поддршка на мали проекти, основан од владата на Јапонија. Денеска на пресконференција во училиштето во Горни Подлог беа соопштени активностите кои ќе бидат реализирани во училиштето со средства од јапонската донација. Вчера подпишавме договор со јапонската влада за еден грант од 70.500 евра, со кој грант ќе се санираат штетите кои што беа направени од поплавите во минатата година на ова наше основно училиште. Со овие средства ќе се замени пред се кровот, ќе се заменат прозорите, ќе се направи фасада по стандардите кои што се работат и едноставно ќе се изврши целокупно реновирање на ова училиште. Ја користам оваа прилика да потсетам дека соработката на Кочани со владата на Јапонија, односно со јапонскиот народ, е на доста високо ниво и ова е втор проект кој што го користи општина Кочани. Се сеќаваме дека пред 3 години имавме донирање на едно возило за собирање на комунален смет. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во подготовката на овој проект, а пред се на владата на Република Македонија и на народот на Јапонија. Директорката на основното училиште Свети Кирил и Методи Весна Зашова задоволна од добиената донација за реновирање на училиштето истакна. Да се заблагодарам на владата на Јапонија и на јапонскиот народ што донира грант од 70.500 евра со кој што ќе се реновира комплетно училиштето во подрачното училиште Свети Кирил и Методи во село Горни Подлог. Градежните активности во делот на реконструкција на кровот, на делот подните површини, фасадата и замена на прозорците ќе се реализира во летниот период додека учениците се на распуст и почетокот на новата учебна година учениците ја го започнат во комплетно реновирано училиште. Во ова училиште учат околу 130 ученици со од прво до 9 оделение со наставен кадар кој што е стручен од оделенска настава и предметна настава и се надевам дека жителите од овие 3 села, село Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци, ќе имаат убаво, модерно училиште во кое што ќе учат нивните деца. Поред претседателот на месната заедница од Горни Подлог, ново училиште му недостасува спортска сала. Нашите внуци деца ќе учат во едно модерно и убаво училиште. Мислам дека е доволно кажано, сметаме дека имаме така едно од приоритетите ни да во догледен период мислам дека уште нашата Смолетка нема сала, сакаме да имаме на сала нашите внуци и деца да во зимните периоди да имат услови да спортуваат и рекреират во сала. Задоволство од добиените финансиски средства искажаа и жителите на село Горни Подлог, чии ученици заедно со учениците од селата Долни Подлог и Мојанци, вкупно 130 на број, од прво до 9 оделение следат наставата во ова училиште.